Во Законот за судови направивме навистина многу јасни и прецизни основи за одговорност на судиите. И сега тука се гледа јасно дали ставени се, да речеме, основи за разрешување на судии, како што имавме случај порано да судија зема предмет што е распределен надвор од АКМИ системот. Така они ги местеле судските предмети на подобни судии. Или основ за разрешување на председател на суд доколку распределува предмети надвор од АКМИСот. Понатаму ставени се основи за одговорност за политички одлуки, за други влијанија, значи судир на интереси, не знам, имотна состојба, испитување и слично. Значи сето тоа е ставено во законот. Законот помина во собранието, не беше потпишан од претходниот председател. Сега чекаме во секој момент да добиеме потпишан указ од председателот Стево Пендаровски да бидат објавени и тие закони веќе ќе почнат да се применуваат. Во делот на судскиот совет направивме постапка и за одговорност на самиот судски совет. Значи досега немаше, тие беа недопирливи. Дали ќе влијаат самите членови на судски совет врз судиите, дали ќе си ја вршат својата работа или не, немаше можност за нив да им се покрене постапка за одговорност. Сега тоа го има. Но јас, штом ќе се донесат законите и ќе побарам средба во рамките на судскиот совет да отидам да разговараме, заради тоа што товарот на спроведувањето на реформските закони останува на нив. Значи ние можеме да креираме рамката, да предложиме во собрание, тие треба да го спроведат. Во делот на АКМИСот, ние како министерство, затоа ви велам, ставивме веќе одредби кои што ќе бидат основа за одговорност. Значи не може не само кривично, него веднаш да го разрешите, а потоа утврдувајте и кривичните постапки, пошто сите знаеме дека кривичната постапка трае подолго, а некој вие уште тука судија или председател на суд, што вако. Значи сега судскиот совет има обврска да разреши судија што примил предмет надвор од АКМИСот, од распределбата, и да разреши председател ако распределил, а потоа јавниот обвинител си има обврска да си покренува кривични постапки. Значи, во делот на сегашни, значи, не, овие одредби не се уште стапени на сила заради тоа што Ѓорги Иванов не ги потпишуваше. Значи сега штом ќе се донесе законот, ќе стапи во сила, обврска на судски совет ќе биде тоа да си го спроведе. Понатаму во делот на старите, да ви кажам, во моментот гледате дека тие решенија и веќе функционираат. Ние направивме комисија, јас уште не сум стасала од другиот обем на обврски да ги промовираме веќе ексклузивно, може и кај вас. Денеска направивме комисија која што од јануари месец оваа година врши надзор врз функционирање на АКМИСот во судовите низ нашата држава. И тие направија до сега 6 увиди во различни судови и резултатите се драстични од она што го имавме во извештајот минатата година на почеток. Сега веќе немате распределба на предмети, заради тоа што знаат дека е покрената веќе постапка истрага се води во јавно обвинителство. Им ставаме основ за разрешување. Така што некои мерки даваат резултати, без оглед што можеби јавноста не ги гледа очигледни во моментот, но веќе самите комисии утврдуваат поинакво функционирање на системот. Ние им ставаме правен основ на судски совет и да ги разрешат, ама и судски совет да се разреши ако не си ја врши работата. Затоа велам, штом ќе бидат стапени во сила овие два закони кои што се клучни, кои што треба да го дадат тој правен основ, јас ќе побарам од судски совет да си го имплементира тоа што ќе им биде законска обврска. Тие мора да бидат свесни за тежината на својата обврска во имплементацијата на законите. Треба законот да помине за да морално свата дека треба нешто. Не, знаете што, никогаш ги превземате како основ. Значи сега ние функционирање или не функционирање на АКМИСот или користење го само како основ за разрешување. Претходно го немаа како основ за разрешување на председател на суд, например, или на судија. Сега им утврдивме одредени основи кои што ги притиснат да си ја вршат својата работа. Секако, тоа не значи дека некој може нема да сака да злоупотреби функција, но тоа е веќе на прашање на нив и на другите институции кои што ќе треба да реагираат. Судскиот совет тука оценува дали треба да се одреди притвор или не. И законот им дал таква можност, постојниот закон. Значи,
И во крајна линија утврдувањето на право на давањето на притвор е прашање кое што е прашање дали треба да како мерка за обезбедување, а не како мерка за казнување. Така што за мене не е ни толку страшно дали на некого ќе му утврдите или нема да му утврдите притвор. Многу е побитно судските постапки што потоа ќе се тераат. Дали обвинителот ќе си ја заврши правилно работата со обвинението и дали судијата кој што е надлежен ќе донесе пресуда за кривична одговорност. Значи често пати кај нас притворот се гледа како казна, не е притворот казна, тоа е мерка за обезбедување. Значи и тоа крајна мерка која што треба да се изрече. Мислам дека буквално сите треба да бидат за сите да биде еднаков законот. Нити некој да биде ставен на пиедестал, нити некој да биде ниту построго, ниту полесно казнуван и да биде пристапот и на обвинителството и на судовите објективен. Значи не за некој како што вели мајка за некој маќа, има тоа да важи буквално за сите, без оглед дали се власт, дали се опозиција и дали се граѓани само кои што не вршат никакви функции. Значи буквално, но еднаков третман, а тоа значи дека постапка во која што нема да има простување на криминал, но исто така и постапка во која што мерките за обезбедување ќе се користат објективно. Значи да не гледаме ние ситуации во кои што некој се го ставаат во притвор па го пуштаат од притвор, па го ставаат во притвор го пуштаат. Значи тоа покажува одредени дефекти во функционирањето на судско-обвинителскиот систем. И тоа треба тие да се запрашаат, бидејќи тоа се прашање на одлука на самиот суд врз основа на предлог на обвинителството. Јас слушнав срамежливи разговори околу тоа прашање. Зошто срамежливи? Не силно, значи не отворена дебата. Да, значи има веќе некои суди уште пред неколку години ја почна таа дебата, значи и имаше таква дебата, но на тоа се запре. И гледам, чувствувам дека постои еден тип на меѓусебна затвореност во рамките на судството и некритично согледување на сопствените состојби. Страф ли го прашате? Не верувам дека е страф, мислам дека е лична солидарност и покрај тоа што не треба да има солидарност меѓу, како ги рековте, плевелот и Коровот и тревата. И тревата, така. И како така. Да. Значи не треба да постои таква солидарност, бидејќи едни на други се штетат. Значи плевелот го тегне храната на цвеќето. Така што мислам дека е нешто што е здраво да се потикне и затоа, ама главната одговорност за тоа ќе биде на судскиот совет. Заради тоа што тие ќе треба да почнат со активности кои што ќе значат враќање на довербата во судството. Сите законски можности ние веќе ги ставаме на маса и тие ни се нас меѓународно оправдани како добри, оценети со позитивни извештаи. Сега, ако нешто е оценето дека функционирало во другите држави и дека според оценка на странски експерти може да функционира кај нас, тогаш обврската останува на судскиот совет да ги размрда тие состојби во рамките на судството. Обиди за влијанија постоеле секаде, значи у најдемократските земји, и тоа никој нормален не би требало да го демантира. Значи замислите, Обиди, спорам. Ама дали успева или не, ако успева обидот за влијание, тогаш имате проблем. И тоа, неговаш проблемот може да биде од кривична природа. Значи треба да јавното обвинителство да си реагира, ако судија донел одлука по нарачка на политичар или по нарачка на бизнис заедница, уште полошо, значи платена одлука, тогаш тоа е класична корупција и треба да се одговара за тоа. Имаме ли така? Значи, ако има индиции, треба да се истражат, значи многу е несериозно јас да давам етикети на судството, дали се корумпирани, дали носат платени одлуки или не, но ако има сомневања, навистина тоа треба да биде истражено и од судскиот совет во принципот на одговорност на судиите и од јавното обвинителство. Нема друг механизам. Ако кажете дека постојат сомневања и со тоа да поттикнете дебата или иницијатива да се преиспита, не да констатирате, да речете да, ова постои, но значи, јас ви реков дека сите постојат сомневања и затоа реков дека и кога зборувавме за прашањето дали треба да се отвори дебата или не, токму тоа е прашањето. Значи самите рековте има цвеќе, има коров. Тоа е констатација веќе што ние ја споделивме тука, но тоа констатација јас не можам да ги именувам луѓето, тоа е прашање што навистина треба да се позанимава самото обвинителство во своја, затоа велам, во својот
Значи, ние системски механизми за борба им поставуваме. Треба да пофункционираат и тоа е одговорноста на судскиот совет, да си ги разреши тие што имаат направено прекршување, но ако има криминал, обвинителство треба да покрене. Заради тоа што нема, затоа велам кога се зборува за принцип на одговорност, треба да се бара за сите, од обвинители, од судии до политичари, граѓани, буквално сите.